Значи, моето прво прашање се однесува на колкав процент од државјаните очекувате или очекувате пописот да успее да опфати. Ве прашувам од причина што, иако тоа не е ваша работа, се разбира дека во крајна линија бројките од пописот се врзани со редица уставни и законски категории кај нас кои што се однесуваат на остварување на правата на одредени заедници, врзани за јазикот, за вработување, за употреба на символи и така натаму. Повторно ќе кажам, знам дека не е работа на Државниот завод за статистика да се грижи за тоа што ќе значат и кои бројки на крај ќе излезат од пописот. Но моето прашање е која е вашата амбиција, колку очекувате од вкупниот број на државјани на земјава да бидат опфатени во пописот? Сосема сте во право дека тоа не е наша работа и нема да даме коментари во тој смисол да оној политичкиот дел. Оно што очекуваме, ние би сакале да ги офатиме сите. Меѓутоа не гајеме илузија дека ќе успееме, бидејќи добар дел од поприличен број на луѓе се иселени од државата, односно се наоѓаат надвор државата да не го користат зборот се иселени, се времено или трајно отсутни од државата, а се државјани. Меѓутоа не ја знаеме оваа бројка, не го знаеме овој податок колку се тие луѓе, има во јавноста се нагаѓа многу бројки излегува во јавноста, нешто и Светска банка кажуваше тука, меѓутоа не сакаме да гатаме колку се точно, сакаме да утврдиме колку се точно. Колку ќе офатиме од нив не знаеме, ќе се трудиме, се обидуваме да офатиме што е можно повеќе. И тоа повторам, не верувам дека бидејќи се надвор луѓето ние не можеме да им пристапиме, значи на нивната добра волја да се само попишат, да стигне информацијата секаде, ќе се обидеме да ја пуштиме секаде да стигне информацијата, меѓутоа на крајот се зависи од нивната добра волја дали ќе се само попишат или не, и врз основа на тоа ќе можеме да видиме колку сме офатиле. Меѓутоа, бидејќи користиме и бази на податоци овој пат, можеме да видиме присутно население во земјата и она што е попишано, а се наоѓа надвор од државата, и она што нема да биде офатено, а го има во регистарот, како активни случаи, како луѓе кои што се живи, здрави, постојат и така натака, па да направиме некоја разлика од после. Меѓутоа како податок само, нешто како личен податок нема да оди никаде. Како што споменав, уставот се врзува за бројот на граѓани, односно државјани, а не на бројот на жители. Дали има државјани на земјава кои што нема да можат да се попишат на пописот? Многу е децидно напишано во методологијата дека пописот ќе ги офаќа државјаните на Република Северна Македонија кои имаат адреса на живење во Република Северна Македонија. Значи, или ние го нарекуваме тоа вообичаена адреса. Стои тоа многу децидно во методологијата. И значи, тука е многу мал број на граѓани кои имаат државјанство, немаат. Кои го откажале и така натака живеалиштето, тие нема да можат, исто како што не можат да бидат на избирачкиот список, например, нема да можат да бидат и во пописот. Уште едно прашање кое што се отвори во... И таа бројка е многу мала, да се разбереме, да не јавноста мисли дека кој знае колку се тоа Добро, ако имате некакви претпоставки за колку луѓе станува збор? Не ја знам точно, мислам дека има точна бројка колку се тие. Добро, оваа недела беше исто многу актуелно уште едно прашање кое што во крајна линија може да влие за она што ве прашувам, односно на процентите поврзани со употреба односно со мајчиниот јазик и со етничката определба. Тоа беше дали ќе може роднини во име на лица кои што се отсутни, односно надвор од земја, да соопштуваат нивното чувство за етничка припадност и за мајчин јазик. Дали конечно се расчисти оваа дилема и како ќе се постапува во овој случај? Добро, нашата намера, интенција е лицата што се надвор државата да можат самите да се попишат. Тоа би било најидеална состојба, во тој случај нема никаков проблем во однос на било што е составен дел на пописните прашалници. Намерата ни е бидејќи тогаш имаме најквалитетни податоци. Кога сам давате за себе податоци, тогаш најдобро си ги познавате и тука нема сомневање во однос на квалитетот на податоците. Да, имавме некои несогласување, веројатно и погрешни изјави, пред од моја страна. Жал ми е и се извинувам што доведов јавноста во некоја заблуда. Законот пишува многу добро. Значи, членот 8 тоа го дефинира, таму вика дека може да даде податоци, не специфицира кој, така да мораме да го почитуваме законот од тој дел. Добро, со оглед на тоа дека конечните бројки од пописот сепак ќе зависат
на политиката во смисла на уставните категории и очекувањата на политичките партии. Која е вашата генерална порака пред се до граѓаните, не до политичарите? Имам една единствена порака. Земете учество во пописот, бидејќи овој попис е за граѓаните. Податоците се во интерес исклучиво на граѓаните на оваа држава и на никој друг. Немање квалитетни податоци, а не попишувањето или одбивањето да се даваат податоци автоматски влијае на опфатот, на квалитетот на овие информации, тоа е на штета на сите. Штета дека ја трпиме сите, а придобивките, ако имаме квалитетен попис, ги добиеме сите. Податоците од пописот, единствена цел е да служат на сите оние кои што треба да го креираат, да го планираат и креираат развојот на државата, да ги користат тие податоци. Исклучиво во таа насока. Значи, дали за развој на економијата, за развој на здравството, образованието, инфраструктурата, условите за домување, живење и слично, значи огромен фонд на информации кои што треба да служат во оваа насока. Немањето квалитетен попис, немањето на добар офат на единиците на пописот, значи тонење во калта и понатаму. 20 години немаме податоци од пописот, ќе дојдеме во ситуација 30 да немаме. Каков развој ќе очекуваме, каде ќе отиде државата, што ќе се случува со економијата. Сакаме сите да избегаат надвор и тие кои што остана да си отидат на многу брзо. Ако сакаме такво нешто, поведете тогаш во ред одлуката на граѓаните. Политичарите секако ќе ги употребат или злоупотребат податоците, ќе бидат потоа предмет на пазарење, особено можеби во делот на, да речеме, процент на вработување или други прашања. Дали би навлегле во коментар околу тоа кој податок треба да биде земе релевантен во таа смисла, во определувањето на пример, што е референтен процент за, например, да се гледа која е референтна процентуална застапеност, да кажеме, на одредена етничка заедница, податоците што ќе бидат за во земјата или податоците што ќе се однесуваат на луѓето кои што се и резиденти и нерезиденти? Не, нити како институција, нити јас лично не сакам да воопшто даваме коментари на оваа работа, бидејќи не сме компетентни по тој дел. Немаме никаква улога во дефинирањето на таквите политики кои што се спроведуваат. Тие се поврзани со други законски решенија, каде што ние не сме дел од нив и апсолутно немам ни право да коментирам оваа работа. Не знам што да ви одговорам. Ви благодарам многу на време. Благодарам вам на можноста.